Здраво друштво, добре дојдовте во новото видео. Ова ќе биде видео за припадниците на знакот Лав и ќе се однесува на периодот од втората половина на февруари па се до крајот на февруари. Генерални пораки нема да се однесуваат на сите, меѓутоа понешта, може би и од бракот што не се однесува на вас, може би некој збор, некој момент, некоја ситуација ќе ви даде некаква насока, некаква идеја, некаква помош. Ајде да започнеме. Прво морам да кажам дека едно од подобрите пораки за овој месец од досегашните вака, значи да почнем од почеток. Ви, драги мои, сте биле во незавидна ситуација. Да, сте биле во незавидна, вие знаете каква, дали е финансиски, дали е емотивно, дали е каква и да е, не била баш добра ситуацијата. Некако на ум ми доаѓа депресија, зборот, не знам зашто. За некого може да и тоа, може се работело и за тоа. Како и да е. Овој период вие завршувате со се до сега што вас ви измачуваше, што вам не ви даваше да спиете, што не ви даваше да размислувате трезвено, што не ви даваше да се опуштите. Конечно ставате крај. И што е најважно, ставајќи крај, вие сакате сите да чујат за тоа. Вие сакате секој да знае дека вие влегувате во нов период. Вие се враќате на сцената. Зборувам, значи, фигуративно, некои зборови не ги земајте здраво за готово. Вие се враќате на сцената. Вие стоите цврсто на своите нозе и стоите на врвот од се она што досега ве измачуваше. Вие стоите на врвот од сето тоа. Убава некоја енергија ваша, лично ваша, вие сте огнен знак. Ке чувствувате таа еуфорија, таа убавина на се она што настапува, вие го чувствувате, го знаете тоа, вие се изборивте за тоа. И сакате сите да знаат. Праќате порака секаде, каде што треба да се знае. Каде што мислите дека треба да го знаат тоа, дека вие се враќате. Вие конечно сте оној кој сте, онаа која сте. Бевте во магла до сега, во магла, значи ментална, било каква, емотивна, духовна, и сега ја работите се кристално јасни. Меѓутоа, вие работевте на некој проект во меѓувреме. Овој проект се однесува нели на вашата состојба. Ако не била состојба емотивна ова до сега што ви измачувало, тоа е нешто во работата, да речеме, или во живот. Меѓутоа, вие најдовте начин како да го решите сето тоа и сега ќе прославите. Сега е време да славите за тоа. Конечно ви се исполнуваат желбите, конечно, толку долго чекавте. Вие го заслужувате тоа. Заминувате од овие немирни води, заминувате од овие од оваа нејасност, од оваа каде не се чувствувате добро. Заминувате од таа состојба. И се враќате, конечно. Вие сте сега прав лав. Околу она што доаѓа кон вас од другите луѓе пак, тоаш морам да кажам дека можеби за некого се работеше некој во вашиот живот ви ги зададе сите овие проблеми. Некој ве повреди, некој ве разочара, некој ве растажи, некој ви зададе удари.
што длабоко ве повреди. Ето и некој заминува. Заминува од вашиот живот. Крај. На кој начин? Не знам. Меѓутоа заминува толку. Повеќе нема да го видите. Ова е карта на смртта. Може би, за некого ќе чуете за нечија смрт, упокојување, меѓутоа тоа вас апсолутно нема да ве повреди, што значи дека ќе се работи за некој што не ви е толку близок или не сакам да зборувам на таа тема, меѓутоа можно е. Ама што е најважно, завршува тој период што ве повредуваше, што ве чуваше во таа состојба тешка. Крај. Ангелот на смртта доаѓа и ги собира сите тие работи и ги чисти од кај вас и од вас. Исто така ќе добиете и некакво извинување од некого. Некој сака да ви се извини. Извинувајќи се, ќе ви ласка за изгледот, за вашата интелигенција, способност, самостојност, моќност. Извинувајќи се, знаете дека ќе ви ласка. Не знам дали кога мисли тоа, меѓутоа ќе се случи. Исто така, некоја ситуација што се случува, нова некоја настапува ситуација. Дали нов човек ли во вашиот живот, нова работа, ново состојба, ново место. Да, постои можности дека ќе се селите. Затоа и сакате толку сите да знаат, сакате да знаат новата адреса, сакате се она што е ново веќе да го знаат. Постои и тоа. Значи, може да биде се. Сега влегувате во тој нов период, нов стан, нов дом. Тргнувате на патување со некоја нова личност, нова ситуација. Може би ментално тргнувате во некој патување, ново, необично за вас, меѓутоа сите се тука да придонесат за вашата добра состојба и за овој почеток, ако се луѓе, да знаете дека се правите луѓе кои треба да бидат со вас, ако е ситуација е вистинската ситуација, ако институција е правата институција, каде што вие конечно може да покажете кои сте. И па, драги мои лавови, од прилика тоа е тоа. И се надевам дека ви се допадна, ќе пронајдете нешто и за вас оде. Останете ми добри. Па се слушаме во наредното видео. Чао, чао!